Може ли овој систем да одговори поинаку како што бараат овие луѓе од ова што веќе го одговара? Јас мислам дека ќе мора, порано или подоцна. Како тоа ќе се случи? Јас велам, во моментов не би се менувал со местата со ниту еден политичар. Најмалку со премиерот или со председателката или со било кој министер. Баш заради тоа што сите тие како политичари се ставени во одреден калап на тоа како функционира тој комплот меѓу бизнис, политика, не знам, власт, опозиција и така натаму, партија, и да барам некаква иновација која ќе придонесе кон тоа да системот се смени. Тоа може да биде само многу инкрементално, а не сум сигурен дека оваа генерација која има трпение да чека ние инкрементално да ги менуваме работите. Вклучително јас, вклучително и вие, вклучително и власта и така натаму и така натаму. И тоа ќе покаже страшна нервоза кај нив и страшно нетрпение кај нив. Со тоа што не сум сигурен дека е точката на пресврт после која нас ќе ни дое памет. Пошто мислевме дека памет ќе ни дое после модуларната, после Илинден потонувањето, после Дурмотурус, Беса Транс и така натаму, и никако да се случи. Меѓутоа ова е навистина мега трагедија, после која веројатно ќе мора некои работи да се обмислат, затоа што системот ако продолжи по инерцијата по која функционира, он апсолутно ќе се распадне во одреден момент или ќе дојде до комплетна непослушност од страна на оваа помлада генерација која нели комплетно ќе се сврти против нас. Или ќе се зголеми повторно brain drain и нели одење надвор ако видат дека не го добиваат она што сакаат, или навистина работите ќе мора полека инкрементално да доживуваат некаква еволуција. Се надевам дека таа еволуција нема да биде баш толку бавна, меѓутоа не сум претеран оптимист искрено затоа што не мислам дека знаеме, еве јас искрено и за себе зборам, не знам дали ние знаеме подобро.